со оглед на последните временски случувања и нивното влијание врз земјоделското производство, со оглед дека југоистокот важи еден од најголемите производствени региони во нашата држава. Професоре, свесни сме какво време имаме последниве денови, високи температури, но променливо, па обилни врнежи од дожд. Како овие временски услови ќе се одразат врз годинашниот земјоделски род? Така, ако нешто најмногу влие овие климатски промени, посебно врз целокупното стопанство во Македонија, секако тука е земеделието. Од аспект затоа што најголем дел од производството, земеделското производство е наотворено, каде што сите тие варијабилни промени на климата и како влијаат врз самото земеделско производство. Ако до пред неколку години зборевме, значи како главен аспект го истакнувавме сушата како проблем во земеделското производство, за оваа година е обратно. Значи големата количина на вода во краток временски интервал, која и како влие негативно врз целокупниот развој на земеделското производство. Од повеќе аспекти. Првиот аспект, сите тие поголеми количини на вода доведуваат до појава на загушување на кореневиот систем, значи поголема количина вода во почвата која предизвикува застој на развојот на кореневиот систем кај растенијата. Потоа, сите тие исто поголема количина на вода влијаат врз појавата на голем број на болести и некои штетници. Сведоци сме оваа година, посебно кај житните култури, дојде до појава на голем број на болести и штетници кои како негативно влијае врз тие култури и самите производители на житни култури беа приморани во неколку интервали да интервенираат со заштитни средства, односно со фунгициди, за да можат колку толку да го спасат тоа земјоделско производство. Инаку ако на парцели каде што не се вршат тие хемиски третмани, каде што немаше заштита од болести, можам да кажам дека има штети дури до 30 па и 40% од целокупното производство. Друг проблем кој што влијае исто така врз самите земјоделски култури, посебно кај овошките, кога овие интензивни врнежи се појават во време на цветење, значи доаѓа до помало оплодување кај самите овошки. Значи може да дојде до намалување на родот на овошките. Исто проблем во вакви услови, значи тоа оплодување се јавува и поради помал број на инсекти полинатори кои не се присутни во природата, кои што не можат да ги извршат тие оплодувања. Да, професоре, ние сме градинарски регион. Можно ли ваквите овие лоши временски услови да влијаат врз производството на црвена пиперка, куртовската капија, на пластеничното производство, со оглед дека и таму веќе земјоделците реагираат за појава на одредени болести? Така е. Значи, посебно влијание ваквите климатски услови имаат врз производството на отворено. Но исто така имаат веќе некои негативни ефекти врз самото пластеничко производство, затоа што тие сончеви инсулации се пропратени со прилично висока температура, но и со влажен воздух, придонесуваат за голем број на болести да се јават во самите пластеници, пред се тоа се сивото гниење и некои други болести кои направија некои штети кај доматите и кај други култури, најмногу кај доматите. Многу значајно ваквите услови влијаат посебно сега на куртовската капија, каде што и таму може да се случи да не дојде до оплодување баш заради тие услови, заради отсуство на полинаторите, заради тоа голема количина на влага пропратена со високи температури, значи може да дојде до намалување на оплодувањето кај куртовската капија и да се намали производност на родот кај куртовската капија. Но тоа се зависи уште колку време такви услови ќе се задржат во нашиот регион. Да. Така. Кои се оние ваши совети
земјоделците секако дека имаат проблеми со овие климатски промени, односно со осцилациите на временските прилики, но еве вие сте професор, кој е оној совет, што би требало да направат земјоделците во вакви ситуации? Тоа се еден комплекс мерки кои треба да се преземат. Значи, многу значајно во вакви услови, пред се правилната исхрана на растенијата, значи исхрана која се базира на агрохемиска анализа на почвата, која допринесува да растенијата бидат и текако поотпорни на такви влијанија, на климатски фактори, кои што негативно делуваат врз самите растенија. Исто така, мора, значи во такви услови мора да се приминат и соодветни заштитни средства, но не смееме да се базираме само на заштитни средства во однос на хемијата, него, како што спомнав, тука се заедно со правилната исхрана, правилното наводнување и проветрување. Сега имаме еден голем проблем во делот на проветрувањето, бидејќи зголемената воздушна влажност бара од земјоделските производители да бидат малку по-конкретни, односно по-присутни на самите пластеници или на оранжериите. Затоа што регулаторите на влажност се знае како се, односно на проветрување се знае какви се, значи мора во текот на денот да еднаш или два пати да се регулира, да се намали, да се зголемува страните за проветрување, за да не дојде до или покачување поголема температура во самите пластеници или пак присуство на поголема влага во самите пластеници. Значи ли тоа дека треба да размислуваат на засенчување на пластениците или пак поставување на некои заштитни мрежи од овие UV зрачења? Не знам, тој... Во конкретниот момент се уште, значи сончевата инсолација не е до тој степен голема за да има потреба од засенчување, но вака ако продолжи, значи, ако продолжи со поголема температура и поголема сончева инсолација, како е потребно потоа засенчувањето. Тоа е една од мерките за тие глобални климатски промени токму во градинарство производство во заштитен простор, значи поставувањето на тие заштитни мрежи, односно мрежи за засенчување, кои освен што го засенчуваат, значи го намалуваат сончевата инсолација, намалуваат и температурата во самиот пластеник, односно во самата оранжерија, и на тој начин имаме поповолни услови за развој на самото растение, но и поповолни услови за самото оплодување кај растенијата. Посебно тоа го зборам сега актуелно кај куртовската капја, каде што е потребно да се возможат тие услови за да може, значи, освен што имаме проветрување, потребно е присуство и на тие инсекти кои што вршат оплодување, да можат да бидат присутни таму, за да можат да имаме поголемо оплодување. Инаку сега се уште не е потребно за поставување на тие заштитни мрежи. Рековме дека ова е производство на отворено и куртовската капја дел е на отворено. Доколку вака продолжат временските прилики или неприлики, може ли да се очекува минатата година кога беше десеткуван родот на црвената пиперка на отворено? Да. Посебно ваквите климатски промени, односно ваквите временски услови и како негативно делуваат врз отвореното производство на куртовска капја. Можем да кажем, еве, за наша среќа во тој регион, во Струмичкиот регион, каде што куртовска капја можем да некаде околу 90 над 90% се одгледува во заштитен простор, па тоа е една така позитивна, поволна варијанта, каде што немаме такви влијание на тие дождови, на тие промени на сончево, со облачно, со врнежи. Значи, сепак во заштитниот простор имаме некоја колку толку минимум за заштитни услови, каде што не дозволуваат да дојде до такви нагли промени кај растенијето. Но и тоа може и tekako со поголеми температури, може и tekako да влие врз негативно да влие и врз производството во заштитен простор. Претпоставам дека вашиот апел е пред да се преземат било какви мерки на површините, да се консултираат земјоделците со стручни лица, бидејќи на тој начин се постигнува одредени резултати. Така е, значи тоа е една од најзначајните мерки, можам да кажам, мерки за консултација со стручните лица. И јас на неколку наврати апелирам. Значи, немојте секогаш спасот да го барите во хемијата.
значи во третирањето со хемиски третмент. Да, се потребни тие, но мора заедно, тој интегрален метод на производство, да биде заедно со сите пропратни мерки, со избор на сорти, со добра обработка на почвата, со правилно ѓубрење, со наводнување, правилно, посебно еве сега секаде наводнувањето е преку систем капка по капка. Сето тоа придонесува за растението да ги има сите тие својства, односно заштитни мерки, каде што полесно ќе ги проброди сите тие негативности кои се случуваат во атмосферата, односно во самото производство.